Благодарам, господине председавач. Почитувана заменичка, искрено добро соработуваме кога разговараме и кога ги изнесуваме аргументите, но тешко кога треба да носиме одлуки во интерес на граѓаните. После вчерашниот дебакл тога на коалициониот капацитет меѓу СДСМ и ДУИ, еве уште еден предизвик, се во интерес на граѓаните на градот Скопје. Конкретно овде се работи за амандман кој што овозможува да се обезбедат средства еве во висина од 50 милиони денари за изградба на четвртата фаза од булеварот Борис Трајковски, кој што треба да ги поврзе сега во таа завршна или четврта фаза населбата Пинтија со населба Драчево. И пред да ја донесете вашата одлука, или ако сте веќе донеле негативно, тогаш би сакал навистина посериозно да ја разгледате можноста да се одобрат одека една сума на средства која што ќе овозможи да овој булевар Борис Трајковски, толку битен не само за граѓаните на Кисела Вода, туку на граѓаните кои што гравитираат во тој дел на градот Скопје, општина Студеничани, населба и село Драчево, општина Зелениково и сите населени места во тој реон, како што се селата Морани, Орешани, Батинци. Има голем број на граѓани, некаде околу 50.000 граѓани кои што дневно гравитираат во тој дел на градот Скопје. Гледајќи ги анализите од претходниот период, испоредувајќи ги бројот на сообраќајни несреќи, протокот на возила, безбедност на возилата и на пешаците, придонесот што го има изградбата на трите делници од овој булевар на бизнисот, бидејќи да не заборавиме, во тој дел на општина Кисела Вода се наоѓа индустријската зона Пинтија, која што има голем број на стопански капацитети. Ви убедувам дека оној дел кој што, или трите фази кои што веќе се изградени од претходниот градоначалник и владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, дадоа значителни резултати. Остана уште овој дел, ВМРО ДПМН ги согледа и абсолвира барањата на граѓаните, потребите на стопанството, и во нашата програма како влада, односно како партија, и на локално и на државно ниво беа предвидени средства за доизградба на овој булевар. Верувате, поврзаноста на овој дел од градот Скопје и околината на градот Скопје со центарот на градот Скопје ќе биде од исклучителна важност до изградбата на овој булевар. Ви убедувам дека ќе направите навистина нешто добро за граѓаните на Кисела Вода, на Студеничани, на Зелениково, особено на делот од Кисела Вода, населбата Драчево, село Драчево и така натаму, целиот тој регион кој што е прилично голем. Така да, пред да ми го дадете одговорот, ве молам да, ако веќе имате негативен однос или негативен одговор кон ова прашање, да уште еднаш подразмислите, ако не, тогаш ќе се убедуваме со колегите пратеници од владеачкото мнозинство. Ви благодарам.